Моментално се наоѓам во еден од спортските облажувалници во Скопје. Облажувалницата е преполна како и секогаш, но на шалтерите за оплаќање тикети можат да се забележат и деца. Иако скоро сите облажувалници се преплавени со надписи "Забранет влез за малолетници", облажувалниците и казината се почесто стануваат нивни собиралишта. Заштитата на малолетници од коцкање е оставена на совеста на вработените. Вработените пак најчесто ги оплаќаат тикетите на малолетници. Велат дека не сакаат да изгубат работата и дека надлежните треба барем малку да се потрудат за да го решат проблемот. Доаѓаат многу малолетни, скоро секој ден доаѓаат деца кои што плаќаат ливчиња. Не ставаат многу пари, меѓутоа се редовни. Доаѓаат и родители со своите синови и плаќаат заедно, значи ставаат тикети. Знам дека законот не го дозволува тоа. Малолетници во кладилница, ама јас немам ништо што да направам во тоа, пошто не сакам да изгубам својата работа. Полицијата и Министерството за финансии си ги префрлаат надлежностите за санкционирањето на оваа појава. На телефонски разговор, потпаролот на МВР Иво Котевски кажа дека Министерството за внатрешни работи не е институција која е задолжена за контрола дали во облажувалниците има деца, туку тоа е работа на Министерството за финансии, затоа што тие се тие што издаваат лиценцата за работа. Судивката Милка Бизеска од Основниот суд во Битола се изјасни за ова прашање. Во досегашната пракса од работата на Основниот суд Битола не е евидентиран сторен прекршок од страна на кладилниците на подрачјето на Основниот суд во Битола. Меѓутоа тоа не значи дека нема случај на присуство на малолетници во овие кладилници. Потребна е поголема контрола на кладилниците од страна на органите за внатрешни работи, полицијата. Во кладилниците во кои ќе се затекне малолетник или група малолетници, законот има предвидени казни според кои тие ќе бидат прекршечно казнети според новиот закон за игри на среќа. Зголемената контрола во кладилниците дава можност за искористување на малолетниците, нивната радозналост, лекомисленост и фантазија за брза заработувачка. Малолетниците се заштитени со закон, а според директорот на кладилницата Аристократ во Скопје, ситуацијата е под контрола. Имаме закон за игри на среќа и го спроведуваме, можеби понекогаш се случуваат пропусти, но гледаме да бидеме предпазливи. Досега нема никаква тужба за малолетници во кладилница покрената против нас. Младите почнуваат да играат од забава, потоа се навлекуваат. Родителите најчесто не се свесни за проблемот, се додека децата не заглават во долгови. Психологот Маријана Делчевска кажа дека родителите мора да преземаат повеќе мерки и дека мора да бидат пример за нивните деца. Родителите се пример за своите деца и со тоа што татковците ги носат своите деца во облажувалници, секако дека влијае врз децата и ствара погрешна слика во нивните глави. Родителите се должни да укажат дека кладилниците не се место за забава или добивка, туку порок. Колку порано ќе влезе некој во тој свет, толку се помали шансите да се извлече без последици. Оние кои ќе почнат да се коцкаат како деца, немаат време да сватат дека е можна забава и без коцкање. Не гледам проблем што доаѓам во кладилницата со сини и не мислам дека тоа ќе влијае врз него. Тоа што понекогаш уплатувам не го гледам како проблем, нити како зависност од коцка. Едноставно, тоа е следење на спорт и забава. За разлика од психолозите, кај родителите мислењата за овој проблем се различни. Некои гледаат на коцката како забава, а други се строги и превземаат мерки.